Убавица и ѕвер. Си бил некогаш еден трговец кој имал 4 керки. Тој ги сакал сите, но најмалата, која се викала Убавица, му била најдрага. Еден ден, сосема осиромашен, тој тргнал на пат по работа, ветувајќи им на керките дека ќе им донесе подароци. По старите керки барале скапоцени работи, а Убавица посакала само еден цвет. Работата тргнала лошо и кутриот човек, враќајќи се навечер дома, во снегот го изгубил патот. Талкајки од ненадеж се нашол пред некоја прекрасно осветлена палата. Човекот не ни знаел дека во палатата живее страшен ѕвер кој некогаш бил убав принц. Волшебницата го маѓепсала, а магијата можела да биде симната само доколку во ѕверот се влюби девојка на која нема да ја пречи грдотијата на ѕверот. Откако се разденило, трговецот тргнал дома. Поминувајќи покрај градината на палатата, му текнало на желбата на Убавица, па скинал една ружа. Само што го сторил тоа, се појавил страшниот ѕвер и му рекол на трговецот дека ќе го казни со смрт. Така исплашен, трговецот почнал да го моли ձверот да го поштеди и да му дозволи да се врати кај своите керки. Ձверот се согласил да го пушти, под услов како замена да му испрати една од керките, која ќе се согласи да ја преземе казната од нивниот татко. Попат му дал и скапоцени дарови. Кога стасал дома, очајниот татко со тешко срце им раскажал на своите керки што му се случило. За среќа на постарите сестри, Убавица веднаш се понудила да оди на место татко ѝ. Така заедно отишле во палатата, каде таткото со тешко срце се разделил од керка си. Ձверот бил добар кон Убавица. По 3 месеци ја запрашал дали сака да се омажи за него. Девојката била тажна, зашто тој бил драг, но не можела да се омажи за него, зашто бил многу грд. Во дворецот во една од собите стоело волшебно огледало. Еден ден, таа во огледалото го видела татка си како лежи болен и ја повикувал да го посети. Ձверот ја пуштил со тешко срце. Таа заминала, ветувајќи дека ќе се врати за 8 дена. Времето поминувало, а таткото и сестрите ја задржале Убавица, така што таа не се вратила во предвиденото време. Една вечер таа го сонила ձверот во смртна постела како ја повикува. Се разбудила со страв и решила веднаш да тргне. Со помош на волшебниот прстен што и го дал ձверот, Убавицата за миг се вратила во палатата. Таму го нашла ձверот како умира од тага по неа. Тогаш Убавица сватила дека и таа го сака него, па тоа му го кажала. Изговорените зборови направиле чудо. Ձверот исчезнал и се појавил убав принц. Нивната љубов ја крунисале со брак и живееле среќно до крајот на животот.